На грабиштата во Нерези беше погребан Драган Нешковски, веднаш до својот починат син Мартин. Александар Нешковски со својата мајка, роднините и пријателите се простија со Драган Нешковски и не сакаа да зборуваат пред медиумите. Причина се вчера објавените информации за самоубиството на неговиот татко, поради кој црквата одбила Драган да биде погребан по вообичаените црквени правила. Иако резултатите од обдукцијата на телото на Драган Нешковски, судската медицина ќе ги објави дури утре. Сепак црквата одби да го прими телото на Драган. За една година ова е втора трагедија на семејството Нешковски. Мартин Нешковски беше крвнички претепан до смрт на плоштадот во Скопје минатата година. МВР 2 дена го криеше случајот, а семејството на убиеното момче за неговата смрт дозна преку медиумите. Тие губија, државата ми губи син. Детето помош барало, тие губиле и 2 дена го држа за да го прекријат делото. Ни кажуваат денеска дека детето од неделата починато. Вие не знаевте, ништо Ништо не знаем, не од работа денеска си дојдов и ми кажува дека син ми е мртов. Или дојде од ВМРО да го убеда син, маш ми болен човек, дека не треба да кажува така? Не то го направија. Дојдо за да го убиват. И од друга страна да го молат да не кажува, да не дава изјави. Оти државата губи. Токму овој случај, според Александар Нешковски, го скршил неговиот татко кој не сакал да живее без неговиот син. Специјалецот Игор Спасов сам се пријави во полиција и доби казна затвор од 14 години, но семејството незадоволно од оваа пресуда и одговорност само од Игор се уште бара правда во судските лабиринти.